Дојде на жена, на која што и требаше нели компјутер. Имав некои од тие како резерви, спремив еден, го инсталирав и кога отидов дома, кај тоа беше првиот и последниот компјутер што го местев на локација. Кога отидов да го местам, гледаш така 3 деца што прв пат у животот гледат компјутер и едноставно се толку среќни и радосни за нечие џубре, да не кажам. И од таму, не знам, пишав некој чуден статус што беше како дечки имам една идеја, ама не е ништо посебно. И така се разви, значи дојде компјутер 7 години после тоа сме тука кај што сме. Моментално сме негде пред 2500 компјутери, што може да направиме едно мало јубилејче, со торта со нешто. Секогаш, значи си ги славиме тие успеси. Пркаме едно 3000-арка веројатно. Кога почнав пред 7 години бев сам. Значи првите година и пол мислам дека работев сам. И успеав да склопам за 2 години околу 300 или 400 компјутери и истите нели да ги испорачам навсекаде из цела држава. После тоа ми се приклучи Дејан Милачевски, тоа кавадарци дечко што одамна сакал да се приклучи, но ете тогаш имал време да дојде. Со него мислам дека негде од октомври до декември од 400 бркавме бројка до 600 за нова година да дочекаме 600 компјутери и успеавме, 605 дониравме. После ни дојда главните мајстори што и денес се нели со нас, Жико и Драган. И што и денес се уште се главни, да не кажам. И така едноставно цела иницијатива се развива без да имаме некој план. Секој кој што нели сака да се пријави за добивање на компјутер, нормално должен е да достави било каква потврда дека тоа семејство е од социјално загрозен карактер. Не може на било кој да даде на компјутер. Без разлика што ние испаѓаме во прецрт на било кој. Мислам дека дониравме компјутер за некој девојченце во некое село во Битолско, не се сеќавам на училиште, тоа беше пред година и пол. Од цел клас мислам дека само она немаше компјутер и као подарок си добивме назад песнички поздрав од цело оделение. Мислам тоа да го гледате, мислам ја би експлодирал, ја моментално експлодирам само што ми стекнува на тоа, така да доста е емотивна цела иницијатива и ми е птен на некој начин мило што почнав и не прекинав затоа што имаше моменти кога нели си викаш доста е, мислам тие моменти беа на почетокот као мислам доста се 100, не претеруј, после си викам, уште 100 може да изодат, па 300, да видиме дали можеме 600. И денес сме на 2500, како што кажав, колку и одзема, толку и дава назад. Значи сето ова што го набројав пред тоа е баш тоа што не ти дава да престанеш. Немам сретнат до се иницијатива кај што учесниците у некоја иницијатива или тие што почнале таа иницијатива, останале 7 години да работат комплетно без примање, без средства, без никакви доходи. Значи нас едноставно награда е тоа што на некој начин може да помогнеме на било кој. Не сме тука за пари, едноставно тука сме за да помогнеме. Вчера баш ми се јави некој дете што Ѓорџи мислам дека беше. Немал што да прави дома, вика ако ли одам вика дојде компјутер да склопам некој компјутер. Значи да дојдеш до тие степен да деца од 17, 18 години, 16, не знам 15 колку години го анимираш да работи нешто за тоа што за кое што нема да добие никаква награда. Направивме една соработка со НЦХР каде што нивни штитеници доаѓаа на часови кај нас на обука, значи тоа се луѓе кои што се со нерегулиран престој, што на некој начин избегале од некое лошо подрачје од војни, иселеници, мигранти. На крај секој од нив доби пакетче од НЦХР со штрафцигерче, со алат за работа и плюс некое основно знаење кој што нашите волонтери им го предаваа на некој начин. Се трудиме на секој начин да се вклопиме сегде, значи пробаме да се шириме као пејажина некоја. Мислам така и цела Дојнер компјутер расте, кога ги земеме Дади Комер, го земеме Нептун, ако ги земеме не знам милионите фирми што се вклучиле покрај значи физички лица што се пријавуваат кај нас на страна за добивање компјутер. Мислам дека сме веќе стигнати на 28 или 29 школо кој што е комплетно опремено од наша страна. Некои, како што викаат, си играеме држава. Ни буквално си играеме држава, али фино ни е тоа што си играеме држава. Морам да спомнам дека некогаш осеќам таков револт и инат и мислам дека го правам во два, не од инат, него едноставно сакам да кажам дека доволно е еден човек да има некоја добра идеја и
направи нещо интересно. Значи не мора секогаш да чекаме од државата, затоа што ако чекаме од државата, гледаме кај ни е државата. Битно е, ако имаш нека добра идеја, пробај нешто да направиш. Ако упале, окей, ако не упале, пробај нешто друго. Тоа го правим.